Добро вечер. Вонредна политичка анализа пред изборниот молк за 48 часа ќе бидат локалните избори во Република Македонија. Во основа досадни избори, многу малку ги третиравме, немавме ни интервјуа и намерно го направивме тоа, бидејќи што денес би разговарале за калдарми, за шахти, за одредени фонтани, кога известноста или неизвестноста во државата е достигната до максимум и ние всушност во наредните неколку месеци, една или две години, ќе треба да дефинираме кој правец и кој пат сакаме да го фатиме. Ако ја гледавте вонредната политичка анализа во вторникот, ви реков дека човекот е ракета. И дека како ракета ќе стигне директно до месечината и директно до Марс. Уште не беше објавена емисијата во вторникот, во 22 часот и 17 минути вртеше на директна телефонска линија, еве, тоа може да се види, и некаде во 1 часот и 46 минути после полнок ја добив ова СМС, 2 СМС пораки. Со навреди, со полузакани, рекетару и така натаму и така натаму. Тука се поставува прашањето кој во наводници нормален човек ќе испрати на новинар од мој формат порака во 1 часот и 46 минути. Кога ќе ја прочитате или кога би имале можност да ја прочитате таа порака, ако е потребно и ќе биде објавена, тога си поставувате 3 прашања. Како има потфрлено образовниот систем во Република Македонија, бидејќи во таа порака има повеќе грешки отколку што има зборови во речениците кои се напишани. Доктор на науки е Митко Јанчев, така што се поставувате прашањето како може некој кој е доктор науки без разлика колку е изнервиран, колку е изваден од такт и така натаму, да може да напише таква порака со толку грешки, со толку фонетика и такси и така натаму и така. Значи се погрешно. Од почеток до крај се погрешно. Под број 2, како има промашено политичкиот систем, тука се вклучува новинарството во Република Македонија, ако може така обскурна фигура, да не речам фигурина, да стигне толку високо во политичката хиерархија, потпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, градоначалник 2-3 мандати, ако победи сега, од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, и до пред некоја година човек кој имаше сериозна желба и ја манифестираше таа желба дека сака да биде лидер на најсилната политичка партија во Република Македонија, а тоа е ВМРО-ДПМНЕ. И под број 3, како има сериозно потфрлено здравствениот систем во Република Македонија. Кога некој кој е на функција градоначалник ќе си дозволи да пишува таква порака, па ја само треба да прочитате пораката и се да ви биде јасно, нема потреба јас ништо да кажам, тога се поставувате прашањето како овие 3 структури со кои сме се горделе во паранешна СФР Југославија со исклучок нели на политичките партии, може ли во овие 32, 33, 34 години така сериозно да бидат дисторзирани, да сега да имаме ситуација на ваква обскурна фигурина, толку високо и толку долго време да функционира на политичката, на бизнис сцена во Република Македонија. Под број 2. Гледате, ако некој од тој формат во 1 часот и 46 минути може да се дрзни во таква феличита атмосфера да ми пиши порака, тогаш што станува за овие политички субјекти во Кавадарци? СДСМ, опозиција, луѓе кои му се спротивставиле, луѓе кои се плашат од него. Порака кој ќе добиете во 1 до 2 часот после полнок во мали средини градови како Кавадарци, тоа е сериозен знак на заплашување, сериозен знак за притисок и така натаму и така натаму. Значи можете ли да се ставите во кожата на тие луѓе, како тие луѓе живеат во тие мали средини, кога како први луѓе градоначалници или како мокни луѓе кои нели директно комуницира со Скопје, имат најави дека ќе бидат премиери, председатели, министри и така натаму и така натаму. Тој мал човек во Кавадарци, тој е смртно исплашен што може да му се случи. Бидејќи ако тој човек може да му се заканува на Васко Ефтов или на луѓе од форматот на Васко Ефтов, тога што стана збор за овие мали луѓе од Кавадарци околните места околу Кавадарци. Под број 2, што станува со ЗНМ? Еве јас не сум член на ЗНМ. Меѓутоа ајде претпоставете ваква закана да доаѓаше за Сашка Цветковски или за Младен Чадиковски. Опсеке се кренеше. Тука нема никаква реакција од ЗНМ. Јас и сам можам да се бранам. Меѓутоа што станува со овие млади колеги на кои вакви политички обскурни фигури им се закануваат,
им претат, им се јавуваат, им праќаат пораки во 1 во 2 часот после полнок. Како да ги заштитиме тие колеги и како да ја заштитиме демократијата во Република Македонија, а гледате ЗНМ тука се однесува како еден воајер, гледа, а не гледа, слуша, а не слуша, а првиот човек на ЗНМ е всушност мој ученик Младен Чедиковски. Двајца од тројца последни главни уредници на еден телевизија биле мои ученици, Младен Чедиковски и Сабина Факич. Јас ги примив во еден телевизија, јас сум им бил учител и тие граделе новинарска кариера под некој мој патронат. Некој ќе рече, каков учител, такви ученици, нели? Меѓутоа, знаете, ЗНМ мора да реагира, бидејќи ако ЗНМ не реагира, ако кровната конструкција, вие се сеќавате за одредени новинари, кои ги апсе, кои ги преведува, кои ги става на тополоврек и така натаму, тие се организира со свирчење, шета по скопските улици, сега пред 2 недели ги исклучуваат од структурата на Сдруженијето на новинари на Република Македонија. Така што кога ги ставите сите тие елементи на купче, тогаш повеќе од 80-90% ова е некоја лична драмолетка, персонална проекција на Митко Јанчев, кој влегува во некаков конфликт, сака човекот да биде важен, разочаран е што му се случи така натаму како политичка разврска на неговата политичка кариера, кој очекуваше да експлодира, да биде многу пораскошна од тоа што е. И тоа да претпоставиме дека е можно одредени структури од власта во наводници да го охрабрувале да влезе во една таква епизода контра Васко Ефтов, може да е Панче Точковски, може да е Христо Мицковски, мито гледате, ВМРО-ДПМН не влезе во хајка, не е прифати фрлената ракавица, немаше хајка на социјалните мрежи, на Твитер, на Фејсбук и така натаму, како што тоа знае да го прави ВМРО-ДПМН, да ме спружат на насловни страни, што ќе рече дека ако имала некаква логика, логистика и охрабрување од структури на ВМРО-ДПМН, тоа било на персонално ниво, така што повеќе верувам дека тоа е Панче Точковски, можеби малце Христо Мицковски, но не е тоа некоја осмислена стратегија на ВМРО-ДПМН. И подброј 3 или последно. Гледате, одеднаш рекетар не е Боки 13, рекетар не е Драган Павлович Латас, рекетар не е Доказ, кој е рекетар? Васко Ефтов. 5 дена после од кога француска собарица на Боки 13 го прави тоа интервју и објавува рилови, сторини и така натаму, се случи судењето на Боки 13. Веројатно очекува некоја помала затворска казна 2-3 години, добива 5 години, подготвен е документарец, што ќе рече цело сценарио е веќе направено и одеднаш издишao балонот. Претпоставувам дека луѓе кои му се кивни поради аферата Рекет, можеби Орце Камчев, можеби некои други структури, и тие имале силно влијание во судството во Република Македонија, си добива петка со кромит. 5 години првостепена пресуда за Боки 13. Но поентата е следна. Ако се води хајка, Васко Ефтов е рекетар, тога се амнестира Боки 13, тога се амнестира целата таа структура. И гледате, таа стратегија им пука како балон, како кула од карта им се растора, бидејќи луѓето не може да прифатат дека целата ова булумента, која беше под удар на специјално јавно обвинителство, кој има путер на глава, криминали ги фаќале со 100.000 евра дома, ги сликале, ги документирале, ги објавиле во македонска. Тие не се рекетари, овој што е 30 години најгледан во Република Македонија, каде што цената на една секунда, кога ми ја забранета емисијата на Канал 5 телевизија 2011 година, А1 телевизија има просечна цена 18 евра по секунда, емисијата во Центар има просечна цена 15 евра по секунда. И тоа се убедливо највисоки цени на секунда на телевизијскиот простор 2011 година. За споредба, Славе и Трифун од 2011 година има од 220 до 250 долари по секунда. Значи, Бугарија е 4 пати поголема од Република Македонија, а Славе и Трифун има 10 пати повеќе или поскапа цена на една секунда во споредба со А1 телевизија или во споредба со емисијата во Центар, кој 2011 година бил убедливо најгледани. И ајде да затвориме целата ова приказна. Една гнасна приказна, еден гнасен обид за денунцирање мое на Васко Ефтов завршува неславно, меѓутоа тука нема да биде ставена точка, знаете. Јас не се жалам, не ми е потребен ЗНМ, сам сум доволно силен, моќен, а Бога ми доволно умешен да си ги решам овие проблеми. Локални избори, во основа досадни локални избори. Гледате, представниците на власта безмалку да не учествуваа во дебати. И претпоставам дека тоа не е индивидуална одлука, туку е колективна, да не речам партиска одлука, бидејќи зашто тие би дебатирале? Тие одбраа да дебатират или да се борат против ДУИ, за црвени линии, против СДСМ, против некоја меѓународна политика со која тие не се согласуваат, и ако ја сведите битката со нив на локално ниво,
Што направиле градоначалниците? Тие се повеќе од 80% власт на локално ниво во македонските средини или локалната власт во македонските општини. Централна, Источна Македонија и така натаму, главниот град на Република Македонија, тогаш и те нема што да кажат. Ако појдеме од главниот град на Република Македонија, Скопје, каде што Орце Георгиевски е убедлив фаворит, тој си наметна самиот одредена стратегија и со таа стратегија ги зарази сите своји соработници, па дури и политичката партија, дека ќе победи сигурно во првиот круг на локалните избори во градот Скопје. Тоа се нема случајно во историјата на главниот град. И знаете, ако Орце Георгиевски победи на локални избори, а тоа не се случи во првиот круг на локалните избори, тогаш тој нема да биде победник, ќе биде победник политичката партија. Кога вие нема правилно да се ги дефинирате целите и стратегијата и ќе дозволите да ви наметнат одредена кампања која всушност не личи на вашиот ниту карактер, ниту политички профил како што ве доживува или како што ве восприма македонската или скопската јавност, тогаш влегувате во одреден проблем да мора да водите агресивна кампања, си задавате агресивна цел и мора да водите агресивна кампања. Ги гледате овие спотови на Орце Георгиевски. Се слика со супругата, па тука одредени лаптопи и така натаму и така скапи, значи лаптопи, айфони и сето тоа. И тоа не личи на човек кој сака да се прикажи како човек од народот, кој е булдужер од типот на Коце Трајановски или на Митар Бузлевски и всушност влегува во филмот или во грешката на Киро Глигоров. Киро Глигоров 1994 година по секоја цена сакаше да победи во првиот круг на претседателските избори и тоа негова сакање да победи во првиот круг на претседателските избори всушност донесе до бојкот на вториот круг од страна на Лјупчо Георгиевски и од страна на Петар Гошев. Не би сакал Македонија да влезе во таква политичка криза, ниту пак има предпоставки дека Македонија може да влезе во една таква политичка криза. Орце Георгиевски може да биде изненадување. Може да биде позитивно изненадување. Гледате тоа што го прави сега Коце Трајановски и тој доминира во ова владина гарнитура, не е министер, туку на директорско ниво, тоаш можете ли да претпоставите еден Орце Георгиевски кој има цел град под себе, да го репрезира моделот на Коце Трајановски, тој ќе доминира. Ако Коце Трајановски со неколку автопати доминира во однос на македонската влада, тогаш Орце Георгиевски како градоначалник кој знае да се врши својата работа, ќе доминира и во однос на владата и во однос на Христо Мицковски. Тој всушност води кампања како повеќе води кампања не контра Каја Шукова или Амар Мециновиќ, туку кампања, подсвесна кампања, како да се наметне како подобро политичко решение во однос на лидерот на ВМРО, Христијан Мицковски, или во однос на македонскиот премиер Христијан Мицковски. Има уште еден елемент. Пред неколку дена на една национална телевизија беше организиран телевизиски дуел на Каја Шукова и Орце Георгиевски. Како вие може да дефинирате дека токму Каја Шукова ќе влезе во вториот круг? Што ќе се случи, например, ако Амар Мациновиќ влезе во вториот круг? Дали тогаш некој свесно сака да испровоцира дуел Орце Георгиевски Каја Шукова? Знаете, некој би сакал да испровоцира еден таков дуел политички, ако има втор круг на локални избори во главниот град на Република Македонија. Ако Каја Шукова влезе во вториот круг, тогаш овие гласачи на левица нема по автоматизам да гласа за Каја Шукова. Дури еден голем дел на гласачите на левица не би гласале за Каја Шукова, би гласале за Орце Георгиевски. Но ако Амар Мециновиќ влезе во вториот круг на локални избори во главниот град, тогаш во најголем дел, да не речам 100% од гласачите на СДСМ би гласале за Амар Мециновиќ, бидејќи има одредени моабети дека тој допред некоја година всушност бил член на подмладокот на СДСМ или на младинската структура на СДСМ. Во една таква ситуација, кога вие проценувате дека Амар Мециновиќ ќе ги добие гласовите на СДСМ, плюс ќе ги добие гласовите на ДУИ, тој е посериозен кандидат ако има втор круг на локални избори во главниот град за Орце Георгиевски, споредба со Каја Шукова. И под број 3. Што ќе се случи ако ДУИ реши политички да им се осветува на СДСМ за можно коалицирање или кокетирање на Венко Филипче и на Христијан Мицковски? Па 5, 10, 15 илјади гласови од своето конто во Скопје, кое тежи некаде 30, 40, 50 илјади гласови, дојде го префрли на контото на Амар Мециновиќ. Имаше такви моабити. Дали ќе се случи, дали нема да се случи, видиме. Ајде да претпоставиме дека дуи би сакал Амар Мециновиќ да влезе во вториот круг на локалните избори во главниот град на Република Македонија. Тогаш дуи отвара или гради мост за соработка кон партијата Левица. Знаете, во еден временски моментум,
СДСМ, па ДУИ или било која политичка структура која сака да се конфронтира и да го симни од власт ВМРО-ДПМН, ќе мора да коалицира со партијата Левица. Како што беа некакви форми на коалицирање 2016-2017 година, дел од прваците на Левица беа делови на шарената револуција во Република Македонија. Така што, ако СДСМ ја пропушта својата шанса да гради мостови за соработка со Левица и во одредени општини каде што Левица стои добро да бидат поддржани кандидатите на Левица од страна на СДСМ, во одредени општини каде што СДСМ е добро да бидат поддржани кандидатите на СДСМ од гласачите на Левица, СДСМ тоа не го прави. Но зошто ако СДСМ не го прави, тоа да не го прави ДУИ? Бидејќи ДУИ секогаш покажувал дека се многу повисперни, дека имат многу побрза политичка реакција. Така што ќе видиме на овие избори во недела, значи за 48 часа, дали ДУИ решиле или имат капацитет дел од своите гласови да префрлат на контото на Амар Меценовиќ. Тогаш би имале одредена пресметка ако има втор круг, Норце Ѓоргиевски и Амар Меценовиќ. Ако тоа не се случи, тогаш многу поверојатно е Каја Шукова да влезе во вториот круг. Ке нафрлиме само уште 3, 4, 5 општини кои за мене се интересни, кои мислам дека ќе има една интересна политичка борба, не велам политичка разврска, туку одредена политичка борба. Карпош, гледате што прави Стефче Јакимовски. Води таква кампања, мислам дека, знаете, чаламот на Сотир Лукровски на ВМРО-ДПМН го зема. И не мислам дека тоа го прави сега само Стефче Јакимовски, има одредени шпекулации дека мокни структури стојат за Стефче Јакимовски. Ако дел од тие шпекулации се точни, да речеме, Наташа Савова, Јордан Камчев помагаат во кампањата на Стефче Јакимовски, тога, знаете, тоа дава одредено објаснување зошто Стефче Јакимовски води така добра политичка кампања, бидејќи јас одамна не сум видел некој да води таква добра политичка кампања. Има одредена политичка најава или одредено политичко ветување од страна на Сотир Лукровски, гледате целата македонска влада, Христијан Мицковски ја истопори, му ја стави на располагање на кандидатот на ВМРО-ДПМН, негов личен пријател Сотир Лукровски, кој е дел на таа кафетин коалиција која предводи Скопски алколит на изборите во општина Карпош. Скопје на вода треба тамо да се гради, бизнисите тамо ќе се прават, така што интересот е Сотир Лукровски да победи на тие избори. Тој ветува, цела влада е тамо, е присутна, значи уште не е исушено мастилото на ветувањето, излегува Стефче Јакимовски, снима клипчења, снима спотови и го прави растур систем. Значи целиот салам на Сотир Лукровски, кој е главен фаворит, мислам дека и најмногу е инвестирано. Тамо се тура, се инвестира, значи се ветува, се прави само да победи во општина Карпош, може да победи, и тоа чаламот му е земе. Општина Центар, СДСМ е фаворит да победи во општина Центар, што не мора да се случи. Гледате, ова групација која беше под контрола на Радмила Шекаринска, поранешниот прв човек на ова комисија за борба против криминалот и корупцијата, мислам дека падна во вториот дел на кампањата, па дури сега се појавува заедно со Јана Белчева, која е старосватица на Радмила Шекаринска, која треба да биде носител на таа советничка листа на изборите во општина Центар. Ако се дојдеше во една ситуација тие да влезат во вториот круг и да се конкурират со кандидатот на СДСМ, актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, тогаш јас стипував дека тие имат многу посериозни шанси да победат, бидејќи и структури на ЗНАМ, и структури на ВМРО-ДПМН, и неопределени гласачи би гласале за нив. Некако нагло падна, некако нагло пропадна, иако јас очекував дека тамо може да се случи изненадување, како што сега стојат работите, тамо ќе победи или актуелниот градоначалник или кандидатот на партијата ЗНАМ, а овие најверојатно нема да влезе во вториот круг. Би бил позитивно изненаден тие да влезат, бидејќи јас сакам такви независни листи, независни групации да се замешат, да направат малце турлитава, да не биде СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ во албанските средини, туку да има нови субјекти. И овие локални избори треба да бидат носач на авиони кои ќе ни наметне или ќе ни овозможи некои нови политички субјекти да се етаблират на политичката сцена во Република Македонија. Ќе биде интересно што ќе се случи во Кочени. Живо ме интересира дали ВМРО-ДПМН после она драматична хаварија, трагедија, 63-64 жртви во Кочени, повторно може да победи на локални избори во Кочени. Ако ВМРО-ДПМН после се она што случи на вистина победи во Кочени, тогаш јас не би имал никакво политичко објаснување, не би имал никакво политичко рацио како да објаснам што се случува во Источна Македонија. Куманово, Крушево, СДСМ тамо имаше одредени шанси. Ако е реален конфликтот на ДУИ и на СДСМ, СДСМ без албански гласови не може да победи во Куманово, не може да победи во Кичево.
Што ќе прави Дуј? Гледате, Дуј 3 града, посебно во општина Чаир, ќе бие главната битка за свој опстанок и за наметнување на политичката сцена. Ако Дуј изгуби во тие 2-3 општини каде што самиот наметна дека е главната политичка битка, тоа е Кичево, тоа е Чаир и тоа е Сарај, тогаш ќе биде интересно каква ќе биде политичката разврска на албанската во наводница албанската политичка сцена. Ако се случи Дуј да не победи во Чаир, а цела машинерија на Дуј е вклучена во Чаир, плюс Левица, плюс градоначалничката која е во заменување Денел Арсовска, тогаш тоа ќе биде не само голема силна шлаканица за Али Ахмети, туку ќе биде еден сериозен, драматичен, политички пораз и тоа ќе го отпочне почетокот на крајот на Али Ахмети на македонската политичка сцена. Ајде да ги анализираме по неколку збора за двете, за трите главни политички партии во Република Македонија. Видите, СДС може да помине полошо, може да биде и подобро во споредба со изборите минатата година и ќе биде клучно каде ќе биде стационирана бројката на гласови на СДС на советнички листи. Венко Филипче во интервјуто на национална телевизија рече дека тој планира да го исполни целиот мандат во трајање од 4 години на чело на најсилната опозицијска партија во Република Македонија. Меѓутоа, ако СДС падни постоја 20.000 гласови, тогаш на вистина тамо ќе биде карамбол, ќе биде карма. Кажете, во еден момент на СДС мора да им се случи панорама. Панорама која им се случува на ВМРО-ДПМН. Гледате, ВМРО-ДПМН постојано пушта крв од својот организам. Секој нареден лидер се дистанцира или се конфронтира со претходниот лидер. Во СДС сите оставштини од претходните лидери ги наследува наредниот лидер. Нема панорама во редовите на СДС, бидејќи нема панорама, нема расчистување и никој од гласачите не може да доживее или да го восприми СДС како исчистена, како реформирана политичка партија. Така што на СДС најдоброто нешто што може да им се случи одредена панорама. Под број 2, колку ќе освои СДС? Ако освои помалку од 120.000 гласови, тоа ќе биде тежок пораз на Венко Филипче и Венко Филипче тешко ќе може да реализира својата најава или својата желба да остане на чело на СДС во наредните 3 години. Некаков резултат 120 до 150.000 гласови е некое прифатливо решение, ќе има незадоволство, но нема да има некои посериозни турбуленции во структурите на СДС. Резултат над 150, над 160.000 гласови, тоа веќе би била победа на Венко Филипче. Гледате, они пиар на СДС, они доктор на нефрологија кој беше фатен со бело. 4 дена кампања. Докторот имал лиценца, нема лиценца, оставка и така натаму и така натаму. Па пред 3 месеци директорот на Центарот за истражување и анализи на ЦИА на СДСМ беше фатен, беше објавена снимка како шмрка бело и остана на таа функција. Се гледате, истата партија која смета дека е човечки да се прават одредени грешки, влезе во еден таков политички ќорсокак да бара оставка на доктор кој е ставен од ова влада на одредена функција. Знаете, за вие да може да водите во наводници таква принципиелна политика, тогаш мора да сте кристално чисти, да немате никаква грешка направена. Во овој момент, кога имате грешка на една, на втора, на трета страна, знаете, народот не доживува дека се води принципиелна политика, ако вие си оправдувате тоа што прават ваши членови, но сте критички настроени тоа што го прават членовите на другата или на спротивната политичка партија. Под број 3. СДС одеднаш влезе во конфликт со Бранко Цренковски. Бранко Цренковски кој преспа се, Кочани, настани на Кочани, еден збор, едно соопштение не даде Бранко Цренковски, кој во 2 наврати беше премиер на македонската влада, председател на Република Македонија, пензија, финансиски средства се уште користи од Република Македонија, ниту пола збор за било кој клучни настан, еден се појава во Охрид. Значи, може да пие кафе со Пупе или може да пие кафе, односно со структурата на знам во Охрид, или може да пие кафе со Пецаков, градоначалникот на Охрид, но не може да пие кафе со овие жртви на настаните во Кочани. Тоа е под број 1. Под број 2. СДСМ кој го преспа мандатот на Христијан Мицкоски, кој говори за црвени линии, ги кажува тие црвени линии, подсвесно сака да биде во некоја заедничка влада со Христијан Мицкоски со ВМРО-ДПМН, одеднаш отвора фронт со Бранко Цренковски. Знаете, кога вие ќе отворите фронт со Бранко Цренковски, тогаш вие на јавна сцена не се спротивставувате на Максим Димитриевски и на знам, туку се спротивставувате на Бранко Цренковски. Ајде сетете се како почна кампањата за овие локални избори, со интервју на поранешниот градоначалник на Куманово Зоран Дамјановски за Канал 77
радиото. Каде што тој вели на прашањето дали Бранко Царенковски го поддржува Максим Димитриевски, знам, тој вели не, тоа се шпекулации. Не поминува 3 недели, Бранко Царенковски ви се појавува во кафана во Охрид со представници, негови блиски пријатели од редовите или во времето кога беше начело на СДСМ и со градоначалникот на Охрид, што ќе испрати еклатантна порака дека Зоран Дамјановски не ја говорил вистината. Близината на Знам и на Бранко Црвенковски е потврдена пред неколку дена. Излегува Венко Филипче се конфронтира со Бранко Црвенковски. Од кога се испокараа внатре со сите, им остана уште со Бранко Црвенковски. Тоа значи дополнителни 5 до 10, ако не е повеќе илјади гласови. Тие 5 до 10 илјади гласови, кои сега се колебаа дали повторно после 2024 година да им ја дадат довербата на Максим Димитриевски на Знам, сега со конфликтот кој Венко Филипче го отвора со Бранко Црвенковски на нарачено прашање, како што вели или си или не си СДСМ, го цитира Бранко Црвенковски, сега сами го отварат тој конфликт после појавата на Бранко Црвенковски и сега сами ќе треба да ги користат или ги добијат придобивките или штетите од една таква политика која самите ја водат. Знаете, Бранко Црвенковски свесно се појавил во Охрид поради две причини. Или лошо стои структурата на Знам и на ВМРО ДПМН и тој со својата појава треба да помогне дел од гласовите кои се разочарани од Знам, од Максим Димитриевски во овие 15 месеци сепак да останат тамо, или тие стојат толку добро и Бранко Црвенковски сака, како што беше Конгресот кој победува Владо Бучковски, кој во последен момент своите главни играчи ги праќа на Конгресот во Александар Палас да влезат заедно со Владимир Бучковски, да покаже дека тој е победникот, така што имате две можности, или многу лошо стојат, или многу добро стојат, и појавувањето на Бранко Црвенковски всушност беше камен кој што СДСМ влезе да го фати тој камен, да го врати тој камен, да влезе во конфликт тотално непотребно. ВМРО ДПМН, гледате, Христијан Мицкоски во 2 телевизиски интервјуа на 2 најголеми, најгледани национални телевизии, сега малку атерира од првичните бројки со кои тргна во ова кампања за локалните избори. Во интервјуто на државната телевизија, Македонската радиотелевизија, на прашањето колку гласови очекувате на советничките листи, тој рече 380, 390, но очекува четворка напред, што рече, значи 400 и нешто илјади. 430, 430 и нешто илјади имаше на парламентарните избори. И ако сега најавува 350, 360 илјади и на Канал 5 телевизија и на Сител телевизија, тоа би значило намалување на изборниот резултат на ВМРО ДПМН за некои 70 до 80 илјади гласови. Тоа е значајно намалување во еден период од 15-16 месеци. Ако тој резултат е помало 350-360 илјади гласови, тоа би значило уште поголемо потврдување на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН, значи не зависи тоа од Влен, не зависи од ДУИ, зависи само и исклучиво од ВМРО ДПМН. Ќе оди на предвремени парламентарни избори само во 2 можни ситуации. Ако има значајно намалување на гласовите, повеќе од 50-60 илјади во споредба со 2024 година, или ако има извореден резултат на локалните избори. Ако има извореден резултат и има значајно потврдување, тогаш со сигурност може да очекувате предвремени парламентарни избори тамо некаде пролета наредната година. Ако резултатот е ниту вода, ниту киселина, намалување, но не значајно намалување, тогаш нема да има предвремени избори кои би ги фаворизирал или би ги форсирал ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН го чека конгрес некаде 5-6 декември. Има најава дека тој конгрес би можел да се случи во Квадраци, но веројатно ќе биде избран град кој ќе покаже многу добри или најдобри резултати на локалните избори. Христијан Мицкоски има 2 мандати на чело на ВМРО ДПМН. Имаше некакви искричања, менување, дотерување, правење, враќање така натаму на статутот на ВМРО ДПМН, но ако не биде сменен статутот на ВМРО ДПМН, ова ќе биде последен мандат на Христијан Мицкоски. И има 3 структури, го тргаме настрана сега Орце Георгиевски, иако тој е еден од моите фаворити, дека може да блесне на политичката сцена во Република Македонија, ако води правилна политика, ако расчисти со овој советнички тим кој сега го натера да води погрешна политика на локалните избори, како градоначалник со мандат од 4 години, тој може да биде позитивно изненадување на македонската политичка сцена. Но ако тренема настрана Орце Георгиевски, во врвот на власта сега имате 3 имиња. Христијан Мицкоски, министер за внатрешни работи Панче Тошковски и вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Ако Мицкоски има добар резултат и ако помени добро на конгресот, тогаш можно е да елиминира еден од овие двајца играчи. Ако влезе во процес на елиминирање на Панче Тошковски, тогаш ќе остане сам против Александар Николовски. Нема да има играчи во власта. Тогаш Александар Николовски ќе ја засели својата позиција. Значи му треба Панче Тошковски за рамнотежа,
Александар Николовски или за можно елиминирање на Александар Николовски. Но што ќе се случи ако Панче Тошковски се спои со Александар Николовски? Или некој ги спои Панче Тошковски со Александар Николовски? Тогаш Христијан Мицкоски ќе мора да гази на јајца, плюс еден сериозен играч на чело на Скопје, Торце Георгиевски, тоа што имате 4 играчи, сите со лидерски афинитети и сите со лидерски предиспозиции. Во тој четириаголник, па најмали лидерски предиспозиции има Христијан Мицкоски. Уште две работи сакам пред да завршиме ова полнокна политичка анализа. Сега веќе е јасно дека најдобар политички ученик на Бранко Цренковски била Наташа Савова. Бидејќи ако навистина стои позади Стефчо Екимовски, а Стефчо Екимовски води ваква политичка кампања, според мене најсвежа, најоригинална и најдобра политичка кампања, јас Стефчо Екимовски не разговараме, не сме во добри односи веќе долго време. Имаше едно интервју 2013 година сестра Стефка, каде што беше згазен, па некако ги подобривме односите, подоцна повторно ги растуривме односите, меѓутоа води најдобра политичка кампања. Тоа што е право и тоа што е вистина треба да биде кажано и во оваа вонредна политичка анализа. И под број 2, Јон Фрчковски. Имавме интервју, тоа беше последно интервју за минатата YouTube сезона 2024-2025 година. Според мене, најписмениот политичар во оваа структура на СДСМ. И некој очигледно по втор пат сака да го пушти низ вода. Прво со она снимка која беше објавена и сега со ова глупа кампања да барате оставка на докторот кој бил фатен со бело, а имате директор на вашиот центар за истражување анализи на кој му беше пуштена снимка пред неколку месеци. Така што имате Наташа Савова кој е најдобар, според мене, политички ученик на Бранко Цренковски, имате најписмен политичар во родот на СДСМ Јон Фрчковски и имате ВМРО ДПМН кој го чека конгрес во декември, победнички конгрес, меѓутоа знаете, секој е многу битно да ја нюансирате нијансата на победата. Дали е таа колоритна, дали е пастелна, дали е сива или не да е Боже црна, така што во зависност од колоритот на победата, таа победа може да биде убедлива и сладка победа, може да биде пирова победа. Ова е нашата вонредна полнокна анализа, што се вели големиот мајстор последен пред полнок ги дава своите политички проекции. Се гледаме во вторник, 20 часот и 30 минути, во недела нема да има емисија, бидејќи завршуваат изборите, нема никаква логика вие да давате одредена емисија или интервју кој е надвор од локалните избори, така што ние новото дружење ги имаме вторник 20 часот и 30 минути. Се гледаме.